Четврток, 14 ноември, кратки вести во 12 часот. Дивоградбите на самиот брег, загадувањето на водата, дивите депонии, немањето јасна стратегија за заштита. Ова се дел од главните причини за сериозните забелешки на УНЕСКО за Охридскиот регион кои беа упатени изминатите години кон нашата држава. Иако во моментот е под заштита на оваа светска организација, сепак статусот на регионот е на стаклени нозе и многу лесно може да биде ставен на листата со загрозено културно наследство. Од Националната комисија на УНЕСКО велат дека повторно ќе се расправа на оваа тема на 47-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, што ќе се одржи во Софија, Бугарија, од 6 до 16 јули 2025 година, а една од точките на дневниот ред е разгледување на состојбата со заштитата на добрата запишани на листата на светско наследство. Театар и мултифункционален центар е предвидено да се гради на местото на летната кино Бавча за Центарот за култура Григор Прличев, изјави за Супер радио директорот Горан Стојановски. Кога ќе се реализира, се уште не се знае, бидејќи центарот е само корисник на просторот, собственост на Министерството за култура, па се чека на нив за реализација. Некогаш популарната кино Бавча е отворена во 1963-та и било место за дружби и уживање на охриѓани во кинопроекции под отворено небо. Во 2013 година просторот беше среден, реновиран и отворен за публиката, каде се одржуваа представи и изложби, но тоа траеше неколку години. Сега, иако се наоѓа на супер атрактивна локација во самото срце на градот, сепак веќе подолг период не се користи за она за што е направена. Продолжи санацијата на патниот правец Охрид Свети Наум на потегот кој поминува низ селото Пештани, каде скоро 2 месеци не се изведуваа никакви работи. Пештанци неодамна реагираа на состојбата во која беше оставен овој потек од фреквентниот патен правец кој води кон границата со соседна Албанија, но и бројните туристички места на овој потек на Охридското езеро. Станува збор за потегот од црквата Света Богородица па се до излезот од селото кон Охрид. Овој зафат е дел од реконструкцијата на регионалниот пат 1301 кој води од Охрид до Свети Наум, но и кон граничниот премин со соседна Албанија, што го прави особено важен, но и фреквентен, особено во текот на летните месеци. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.